Климатските промени го собраат трудот на земјоделците. Летните бури повеќе од 70% ги уништија житото и лозјата, а сушите ги сотреа рано градинарските култури. Сликите на уништени ниви кои летово со секојдневие треба да го вклучат алармот. Потребна е поголема едукација за македонскиот земјоделец, за повторно да застане на стабилни нозе, сметаат експертите. Претежно треба да водат сметка да применуваат сорти отпорни на стопански најзначајните болести, да внимаваат на локалитетите на кои што ги засновуваат своите посеви, независно дали се работи за едногодишни или долгогодишни насади, ова особено важи за долгогодишните, се со цел да ги намалат трошоците на производство и со тоа да станат поконкурентни на пазарот. Но во помошта за спас на македонското земјоделие треба да се вклучи и ресорното министерство, со тоа што ќе повторно се активира градобијниот систем, но и ќе се санираат системите за наводнување, од кој добар дел поради лошата состојба се надвор од функција. Во Македонија има формирано неколку метеоролошки станици за испитување и пратење на временските непогоди. Меѓутоа, тоа ќе потрае известно време за да се зберат сие резултати и да се направат едни добри научни анализи. Што треба кај земјоделците најхитно да се направи, тоа треба да се направат системите против град, градобијните системи, тоа е непремено, да се инвестира. Климатските промени ќе бидат причини за значителна промена на конфигурацијата на теренот, но и на производите кои ќе се одгледуваат. Наместо пиперки и домати би се саделе маслинки и портокали. Доколку не се преземат соодветни мерки, се претпоставува дека по 2100 година втората најголема житница во државата Овчеполе би станала пустина.